Проблемот е што ја бар мислам, мој впечаток е, не тврдам дека они им ги пишуваат тужби, тоа само удираат печати. Што јас почнав го знам и стилот со фусноти, со обсесивно компулсивно однесување и таа тужба може и треба да ја објавиме е еклатантен пример за правна неписменост. Значи прво ти да Затоа ли падна? Да сакаш не, си исплашен. Да сакаш да сакаш да се тужиш по приватна крична тужба, треба за тоа конкретно крична тужба треба да знаеш дека таму објект на заштита се лични списи на физички лица, не на правно лице, не може да има таа заштита. Утужи, првото не се појави, има као наводно некој обврски све во ред. На второто рочиште дојде, ја повлече према Канал 5 и према ГОЦЕ како уредник, остана пред Михаела. Логиката налага правна дека он се води по одредбиве за клевета и навреда. Демек ако е изворот кој е новинарот познат, тогаш не можеш да тужиш према уредникот и према телевизијата, меѓутоа тоа не се работи за клевета и навреда. Што понатаму се случи на Михаела не бев застапник, не би знаел да ви кажам. Меѓутоа, чуму е потребата да тужиш ако се повлекуваш на прво?